Dobar den, braće i sestri. Dobar den i neka ni je srećan ovaj januarski den. Znam da je studeno, vremenskite prilike se istorijski, no ne treba to da ne odvrati od našата cel, a to je Republika Makedonija. Zato dobro dojdovte. Македонија е името кое го менуваат. Оние внатре во ово собрание. Тие кои одат спротивно од волјата на народот, јасно изразена на 30 септември. А не знаат дека име со дугме не се брише. Име со хартија не се менува. Тоа е она што сме, она што сме биле и она што ќе продолжиме да бидеме. А нека не забораваат, секој кој тргнал против народот свој, народ ќе му се случи. Знам дека многумина од вас денеска се чувствуваат луто, понижено, измамено. Се чувствувам на трешната болка од она што го прават со името и идентитетот. Срцето се кине кога се витка кичмата. Кичмата на татковината. Но тоа им е целта, да ве скршат за да прифатите се понатаму. Затоа, почитувани сограѓани, браќи и сестри, главите горе. Тие сакаат ова да биде крајот, но ова нека биде почетокот на нивното заминување. Достоинството никогаш не може да биде земено од луѓето кои што немаат ни трунка достоинство. Земјаци, пријатели, меѓу нас има луѓе со различни ставови, погледи, често пати и несогласувања. Но сето ова, народе, мора да се стави на страна, зашто сите ние овде денеска имаме иста цел и таа се вика Република Македонија. Потребно е масовно обединување, да си подадеме рака меѓу себе. Погледнете го човекот до вас, подадете си рака и тој е овде како сите нас, зашто љубовта кон татковината е поголема од сите разлики. Само обединети ќе победиме. Десни, леви од центарот, православни, христијани, католици, муслимани, атеисти, сакаат да не разединат, за да полесно им минуваат предавствата, поразите и неуспесите. Нам, сите овдека ни е прва цел иднината на Македонија и само заедно ќе победиме. Драги пријатели, сопатници, ќе остане запишано дека оваа неправда на нашиот народ денес ја прават оние кои ветуваа живот, ветуваа брда и долини, оние кои ветуваа се и се што. Само за да се доберат до власта, измамнички, шверцерски, криминално, и за да го направат тоа што се обидуваат да го прават денеска.
Na vlast se dođe so работа, со труд и посветеност, но не и ЗАЕФ, но не и СДСМ. Нив билетот за останување на власт им е оваа промена на името и идентитетот. Ама тој билет не е за народот, туку за власта. Неколкумина кои ја запоседнале фотелјата, дадена од народот и се однесуваат како да им е земена од дома и прават се само истата да ја задржат. Велеа дека ќе работат. Видовме дека работат само за своите фирми. Велеа дека ќе заштитат и ќе се спротивстават на уништување на државните интереси. Еве ги, го менуваат и името и идентитетот. Се колнеше ЗАЕФ. Во најмилото се колнеше ЗАЕФ. Дека Уставот нема да го смени. Што прави? Го менува Уставот. За тоа ли се колнеше? Овие луѓе се измамници и така обстојуваат на власт. Со измами, со образ гон и без чест и честитост. А да не заборавиме како почна. Почна преку насилен избор за председател на собранието. Тие не победија на парламентарни избори, не формираа влада, дадоа и гаранции дека нема да го менуваат карактерот на државата. Дадоа гаранции, се колнеа, дека нема да го менуваат уставното име и идентитетот. Луѓе заглавија во затвор поради тој 27 април. Но она што за тие луѓе подоцна беше мака и црн живот, за овие од власта беше можност за пазарење. И не само за случајот од 27 април, туку и за специјалното јавно обвинителство, рускоска обвинителството и кацарска судството и сите нивни случаи. Тоа е тој триаголник кој на ЗАЕФ му дава механизми за да товари луѓе, за да се пазари како на тезга, да тргува со животни судбини, додека си ја обезбедува кариерата и сопствениот паричник на грбот на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Погледнете колку јавно, колку само на отворена сцена се одвива ова пазарење со името и идентитетот. Како на тезга, како на див пазар. ЗАЕФ признава дека ова гласање тука зависи само од судските случаи. Па има ли поголемо признание од ова? Не само што се пазари, туку и дека обвинителството и судството му слугува на тоа пазарење. Што мислите? Ке имаше ли затвор да не беше оваа промена на името и идентитетот? Се разбира дека ке немаше. И токму ЗАЕФ одлучува кој да излезе, а кој да влезе во затвор. Па тргува и со притворите. Па ако не и вршат работа за собирање на гласови и пратеници, а сакате слобода, тогаш ќе мора да удрите по Христијан и по ВМРО ДПМНЕ. Затоа што Христијан, 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 Христијан. Удирајте што посилно по Христијан и по ВМРО ДПМНЕ. Само така ќе се спасите. Тоа е ветувањето на ЗАЕФ и луѓето кои што шетаат по домовите на притворените луѓе.
За нив заказните ќе мора да продолжите да му слугувате на Заев, затоа што тука не е крајот. И така седнати во скутот, ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснати. Дел се скршија, а дел не се скршија. Оние што одбра да му слугуваат на Заев, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа улога, но не можам да ги оправдам. Не го барете тоа од мене, аудирајте. Можам јас да издржам и повеќе отколку што вие мислите, заедно со ВМРО, ДПМН и со граѓаните на Република Македонија. Заборавајте на кому му слугувате. Запаметете, на Зоран Заев! И знам дека слугите и Заев сака да се занимаваат со ВМРО, ДПМН. И знам дека подготвуваат операции со кои сакаат внатрешно да не разјадат. Го најави тоа денеска Зоран Заев на пресконференција. Во периодот што следува, бидејќи давателот на слободата, Заев со тоа ги условува. Но ќе ви кажам, единствен политички противник на ВМРО, ДПМН и на граѓаните на Република Македонија и на коалицијата за подобра Македонија е Зоран Заев и СДСМ. А вие ќе останете обични слуги што ќе пишувате писма и статуси на Фејсбук. Така е. И околу пазарот за името и идентитетот. Си изгласа измени на кривичниот законник, ама славината се пушти таман за да поминат оние делови од кривичниот законник кои вршат работа. Кои вршат работа на неколкумина пратеници. Или оние кон кои тие се лојални, за да им ги гласаат измените и се намалат казните или паднат случаевите. Какви реформи на кривичен законник, какви бакрачи. Пазар за името и идентитетот е целата оваа операција. Треба да сите да им е јасно. Згора на тоа се отвара Пандорината кутија со етнички барања на останатите заедници кои што живеат во Република Македонија. Етнички барања на албанците. Или попросто кажано, нема некој што не уценува кога знаат дека си имаат работа со најголемиот уценувач и блефер, чие што име е Зоран Заев. И тука има друга позадина. На Заев му е совршено јасно дека драматично губи кај македонскиот народ и останатите етнички земјици. Па се обидува преку една блеферска игра, суштински не помагајки им ниту на албанците, кои подеднакво лошо живеат како и македонците, србите, бошњаците, турците, власите, ромите и останатите. Суштински не помагајки им, се труди да протне некое барање, сега или во скора иднина, со кој ќе им се додвори, затоа што избори доаѓаат и ќе треба повторно да тргува со нивните гласови. Но и тоа е обичен ветар и магла, зашто за подобар живот треба повеќе работа,
a ne promjena na ime i identitet na Republika Makedonija i na makedonskата nacija. I сега, гласно ќе кажам, името не го менуваат затоа што носат подобра имена, туку го менуваат зашто вештачки, спротивно на волјата на народот, преку уцени и закани, собраа 80 пратеници. Не затоа што 2 милиони народ одлучи за промена на имата, туку затоа што Зоран Заев, човек без чест и достоинство, собра во прва фаза 80 пратеника. Гледаме сега проблем има, па тргува се пенави препелка секој ден. И нека не се заскрива зад европските институции и за уште една вештачка поделба која ја наметнуваат за тоа кој бил за Европа, а кој не. Кој е европјанин, а кој не. Не се докажува тоа преку промена на името и идентитетот, туку преку работа и заштита на државните интереси. Не смееш да тргуваш со нешто што е наследено. Протнуваат изговори, овој или оној амбасадор бил во парламентот, наводно ги убедувале пратениците. Не! Лаже! Бесрамно лаже! Ги злоупотребува нашите пријатели од Соединетите Американски држави и Европската Унија. Тој е неразбраниот трговец. Тој е тој кој што тргува внатре во парламентот. Не смее да ги користи нивните имиња како изговор во оваа измамничка процедура. Затоа што Заев најдобро ќе одбранеше европската идеја ако донесеше наместо сиромаштија побогато секојдневие, наместо невработеност, работа и прогрес, наместо криминал, правда, правдина и независно судство. Не може да бидете европјанин, а да сте аболиран за сомнез да сторен криминал од 8 милиони евра. Не може да бидете европјанин, а да барате подкуп на видео снимка. Не можете да бидете европјанин, а да бегате од дебата. Па има ли од тоа посмешна и поневеродостојна работа кога Заев ќе се фали дека бил за Европската Унија, само за да биде амнестиран за сето ова што го прави на својата нација и на својата татковина. Фали Заев дека патот кон Европа ќе го одблокирал, дека ќе ни тргнело по промената на името и идентитетот. Не се работи за тоа. Се работи за пари, за пусти функции, фотели, тендери, да продолжи црното владење. Ете затоа ја предава и продава Македонија, за ништо друго. Каква пуста европска иднина. Јас сум против промена на уставното име. Не затоа што не ја сакам Европската Унија, таму сум поминал дел од своето школување. Сум бил стипендиста на 2 европски влади. Туку затоа што ја сакам Македонија. И нормално дека патот кон Европа е природниот пат за Македонија. И дека тоа е целта кон која мора реално да се движиме. Но со овој човек на власт ние сме се подалеку, секој ден и секој измина час. И во овој еден од низата црни денови за Македонија, власта спинува со безброј дезинформации, затоа што сакаат да поверувате дека еден бил изборот кој морал да се направи, за да сме напредувале. А знаете дека во суштина изборот е помеѓу кариерата на Заев или иднината на Македонија. Во таа борба ние ја одбираме Република Македонија.
Dobar den, braće i sestri. Dobar den i neka ni je srećan ovaj januarski den. Znam дека je studeno, vremenskите прилики се историски, но не треба тоа да не одврати од нашата цел, а тоа е Република Македонија. Затоа добре дојдовте. Македонија е името кое го менуваат. Оние внатре во ова собрание. Тие кои одат спротивно од волјата на народот, јасно изразена на 30 септември. А не знаат дека име со дугме не се брише. Име со хартија не се менува. Тоа е она што сме, она што сме биле и она што ќе продолжиме да бидеме. А нека не забораваат, секој кој тргнал против народот свој, народ ќе му се случи. Знам дека многумина од вас денеска се чувствуваат луто, понижено, измамено. Се чувствувам на трешната болка од она што го прават со името и идентитетот. Срцето се кине кога се витка кичмата. Кичмата на татковината. Но тоа им е целта, да ве скршат за да прифатите се понатаму. Затоа, почитувани сограѓани, браќи и сестри, главите горе. Тие сакаат ова да биде крајот, но ова нека биде почетокот на нивното заминување. Достоинството никогаш не може да биде земено од луѓето кои што немаат ни трунка достоинство. Земјаци, пријатели, меѓу нас има луѓе со различни ставови, погледи, често пати и несогласувања. Но сето ова, народе, мора да се стави на страна, зашто сите ние овде денеска имаме иста цел и таа се вика Република Македонија. Потребно е масовно обединување, да си подадеме рака меѓу себе. Погледнете го човекот до вас, подадете си рака и тој е овде како сите нас, зашто љубовта кон татковината е поголема од сите разлики. Само обединети ќе победиме. Десни, леви од центарот, православни, христијани, католици, муслимани, атеисти, сакаат да не разединат, за да полесно им минуваат предавствата, поразите и неуспесите. Нам, сите овдека ни е прва цел иднината на Македонија и само заедно ќе победиме. Драги пријатели, сопатници, ќе остане запишано дека оваа неправда на нашиот народ денес ја прават оние кои ветуваа живот, ветуваа брда и долини, оние кои ветуваа се и се што. Само за да се доберат до власта, измамнички, шверцерски, криминално, и за да го направат тоа што се обидуваат да го прават денеска.
Na vlast se dođe so rabota, so trud i posvetenost, no ne i ZAEF, no ne i SDSM. Njih bileto za ostanovanje na vlast im je ova promjena na imeto i identitetot. Ama toj bilet ne za narod, tuku za vlasta. Nekog kumira koji je zaposedale foteljata, dadena od narod i se odnesuvat kako da im je zemena od doma i prava se samo istata da ja zadržu. Velja nekake rabota, viovpe neka rabota samo za svojite firmi, velja nekake zaštitat i ke se sprotistavat na uništuvanje na državnite interesi. Evo gi, gomenuvati imeto i identiteto. Se kolneše ZAEF, vo najmiloto se kolneše ZAEF. Neka Ustavot nema da go smeni. Što pravi, gomenuva Ustavot, za to li se kolneše? Ovje luje se izmamnici i takav stojuvat na vlast, so izmami, so obraz gjon i bez čest i čestitost. A da ne zaboravime kako počna. Počna preku nasilen izbor za predsjedatelj na Sobranijeto. Tije ne pobedija na parlamentarni izbori, ne formira vlada. Dalo i garanci deka nema da go menuvat karakterot na državata. Dalo garanci se kolnea deka nema da go menuvat ustavnotu ime i identitetot. Lug je zaglavija vo zatvor poradi toj 27. april. No ona što za tije luje polosna beše maka i crn život zove od vlasta veše možnost za pazarenje. I ne samo za slučaj od 27. april, tuku i za specijalno to javno obviniteljstvo. Ruskovska obviniteljstvo to i kacarska sudstvo to. I site njivni slučaji. To je toj triagolnik koji na ZAEF mu dava mehanizmi za da tovari luge. Za da se pazari kako na tezga, da trgува so životni sudbini, dodeka si je obezbedila karijerata i sopstveni od paričnih na grvot na makedonski od narod i građanite na Republika Makedonija. Pogledajte koliko javno, koliko samo na otvorena scena se odviva ovo pazarenje so imeto i identitetot. Kako na tezga, kako na div pazar. ZAEF priznava deka ova glasanje tuka zavisi samo od sudskite slučaji. Pa ima li pogolemo priznanje od ova? Ne samo što se pazari, tuku i deka obviniteljstvo to i sudstvo to mu sluguva na to pazarenje. Što mislite? Ke imaše li zatvor da ne veše ova promjena na imetu i identitetom? Se razbirali kak je nemaše. I tok mu ZAEF odlučuva koji da izleze, a koji da vleze u zatvor. Pa trgova i so pritvorite. Pa ako ne i vršat rabota za sobiranje na glasovi i pratenici, a sakate sloboda, togaš ke mora da udrite po hristijan i po VMRO DPMNE. Zato što Hristijan, 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 hristijan. udirajte što posilno po hristijan i po VMRO DPMNE. Samo taka ke se spasite. To je vetuvanje to na ZAEF i luje to koje što šetat po domovite na pritvorenite luje.
За нив заказните ќе мора да продолжите да му слугувате на Заев, затоа што тука не е крајот. И така седнати во скутот, ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснати. Дел се скршија, а дел не се скршија. Оние што одбра да му слугуваат на Заев, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа улога, но не можам да ги оправдам. Не го барете тоа од мене, аудирајте. Можам јас да издржам и повеќе отколку што вие мислите, заедно со ВМРО ДПМНЕ и со граѓаните на Република Македонија.